Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри. Денеска Светата Црква благослови да читаме една одломка од Светото Евангелие според Матеја, во која што се зборува за една средба на Христос со еден млад и образован евреј. Меѓу нив започнал дијалог, мощне интересен. За нас дијалогот што младиот човек го води со Христос ќе биде за толку по-разбирлив, доколку местото на младиот човек, на местото од младиот човек се ставиме себе си, бидејќи прашањата што тој го ги поставува на Христос и наши прашања. Но тие прашања најчесто остануваат неодговорени или нецелосно, односно деловно одговорени. Најпрво, младиот евреин го ословува Христа Господа со учителе добар, учителе благ. И на самиот почеток Христос го доведува во прашањето на младиот евреин, бидејќи не наоѓа зад прашањето човекот кој што го поставува истото, а да има целосно знаење за оној кому се обраќа. Учителе добар, му вели младиот човек. А Христос веднаш го прашува: зошто ме нарекуваш добар, односно благ, ако се знае дека таков е само Бог? Зашто со зборови кои што се однесуваат на Бога ми се обраќаш мене, а не ме сметаш за така? Не ме сметаш за Бог. Не знаеш дека сум јас тоа, а ми се обраќаш како да знаеш. Тој е првиот прекор што Христос му го упати на младиот евреј. Се разбира, Христос тука не го завршува својот дијалог со него. Само му дава до знање дека треба да размисли или да го освести до крај значењето на секој збор што устата негова го изрекува. Да биде целосно смислен, а не некаде од подсвеста, неосвестен. Да му се обраќа на Христос како на Бог, што е исправно, зашто Христос е вистински Бог, цел Бог, а не полубог. И вистински, цел човек, вистински човек, а не получовек. Бого човек е Христос. А и младиот евреин покрај сета ученост што ја има, ништо од тоа не знаел, но нешто однатре, по силата на внатрешната интуиција, чувствувал потреба токму така да му се обрати на Христос. Првото прашање што младиот евреин му го поставува на Христа Господа е: што треба да направам за да се
steknam so život večen. I Hristos mu kažuva, дека treba da ги čuva законите Божи. А овој како да не знае сега кои се законите Божи, го прашува Христа Господа, а кои закони Божи? И Христос му ги кажува 10 Божи закони. Законите од Декалогот Мојсеј. Оние кои што со огнени јазици врз стената Синајска ги запиша Јахве, троедниот Бог наш, Отецот, Синот и Духот. И Христос му ги набројува таксативно 10 Божи заповеди. А овој му вели, па јас, Господи, како добро воспитано дете, во семејство кое на Бога му е верно, сето тоа од младина го практикува. Треба ли уште нешто да направам за да се стекнам со живот вечен? Христос сето тоа го знаеше. Не беше неточно. Тој ја кажа сета вистина за себе. Ама гордоста и потребата, високото мислење за себе си. И гордоста да го провери Христа, да го искуша Бог, не го остави мирен. И тој продолжи да го испрашува Христа Господа. Што треба уште? Треба ли уште нешто да се направи? Ако треба само 10 Божи заповеди да се постигнат, јас сум ги постигнал и со тоа веќе сум се стекнал со живот вечен, со несмртен живот и постојан. Ама, браќи и сестри, Христос е единствениот вистински срцевиедец, познавач на срцата наши. Тој ги познава животите наши совршено, безпрекорно, онака како што ние никогаш себе си и своите животи нема да ги познае. Христос знаеше дека тој млад човек има едно големо петно во својот живот и сметаше дека тоа треба да го реши, да го отстрани од својот живот. И затоа му каже, ако сакаш да бидеш совршен, пази, продај го имотот свој и раздели им го на сиромашни. Па тргни по мене. И тогаш момчето се задума силно и се растажи, бидејќи беше многу богат. И тешко му беше да се раздели со богатството што го стекнал тој и предците негови. А тоа значи дека тој, како бебчето што е со папочна врвка врзано за утробата на мајката своја, се врзал за овој свет. Му било претешко да ја пресече таа врска со овој свет. Си отишол тажен и решен да остане со богатството на овој свет без Христа. Затоа, браќи и сестри мои, на почетокот реков, ова Евангелие ќе стане појасно за нас, ако секој од нас посебно се стави на местото од младиот, пребогат, исто толку учен, образован евреј. Бидејќи, да не се лаже, и ние сме еден од него. И ние сме премногу врзани за овој свет, за нашите богатства.
I ako nekoj toa go pobara, a gledajte toa što Hristos go pobara, od mladiot čovek go bara od site nas. Što znači toa, braći i sestri? Da li treba site da staneme go oltari, da ostavime sve što sme srabotile, da go pustosame i odede milion siromasi da proizvedi? Ne, braći i sestri. Višoko. To što je višo, to što ne treba. A sme se brzale za nego, smetajki se za uspešni koga go imamo. Bez ogled na to, što ne turkavo propast, ni go odzema spasenijeto. Komunikacija i zajednicata so Boga. Jakine sekoja vrska od Boga blagoslovena, vo brakot, vo semejstvo, vo poširokata obštestvena zajednica. Od toga, braći i sestri, treba da se odkaže. Dobrovoljno i so radost. Dobrovoljno i so radost. Tada nema toliko siromašni koliko što gi ima u svetu. A ne za smetka na novo zbogatenite da se rodat ušte milion siromašni okolo nas. Ne je ta porakata na Svetото Evangelije. Ocenkata koliko sme bogati, odnosno kolika je našiot višo, to što ne ni treba vo života da go imamo i se pretvora vo tovar pretežog za nosenje, treba da doneseme sami, imajući go Hrista Gospoda za mera na site vrednosti. Braći i sestri, gledajte, seko evangelsko četivo je silno, mokri, se mi kažu. Nije go slušame, no nego poslušuvame, go gledame, no nego viđa, nego gledame. Či ostanuvame dosledni do naši od životen program, ko što podrazbira bogatenje, lesen život, visok standard, karijera i sve drugo. Gazeki preko trupovite na brižu. Sve što ne treba da go pravimo, nije go pravimo, go pripađamo. I uživame vo to, vo sobstveniot uspor, vo uspesite, vo postignovanjata do ko što doađame su našite sobstveni muskuli i umot obezbožen. To go smetame za uspeh. Hrana za gordosta, hrana za suetata naša. A poka gordosta, Sveti Jovan Zlatulcija narekova, majka na site drugi grevovi. A gordosta je ravno što je poslušno. Tamo kada što poslušnost ima, gordosta ja nima, zašto smirenije to, go zazvemo mjesto to što mu pripada go naši odbilo. I gledajte, sve je organski povrženo. Dobrite strani od života, se vo nekoja blagoslovena od Boga niza to stavljeno. Ama i loši. Osloboduvajte se od jedna strast, se osloboduvamo sve jedan sinđi na strast. Zadobivajte jedna dobrodetel hristijanska. Se steknuvame su sve jedan sinđi hristijanski dobrodetel. Tako pe naše bilo, tako pe suzane. I ta logika na življenje, so obrazena, so nebesnata logika, so logikata na carot nebesen i caricata nebesna Bogorodica Majka, či praznik, to slavešno.
da ne sledi vo našu život. I od nas da proizvede ličnosti što ovoj svet ги prepoznaje kako svetlina. Да му бидеме светлина на светот, тоа е пораката. И на денешново свето Евангелие. За много годи. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного.